Да ви кажам право, толку многу доцниме со терминов на доктор Александар Митов, што ја морам да го... Ми се дигна притисокот, ја сега морам со него да разговарам за хипертензијата и за подигнат притисок и така натаму. Како стоиме со хипертензијата во светот, доктор Митов? Е ли тоа значаен проблем? Отие некако така малку потиснак во позадина, за се друго се збори, пандемијата се окупираше. Како стоиме со притисокот? За жал, многу убаво кажавте, често се става некаде на страна, како редовно присутно, како ке се земе шапчиње, нема гајле, меѓутоа е една од главните водечки причини за смртност, како што изразуваме нели во медицинска терминологија, и е доста загрижувачки. Од земји до земји има разлики, меѓутоа... Ај малку да го пообјасниме тоа, бидејќи можеби... Така, да. Што значи хипертензијата? Покачен крвен притисок над 130 со 90, според американците, оти тука има малку разлика во Европа што се смета за хипертензија, во Америка што се смета, е хипертензија. Значи, нормалното треба да биде 120 со 80. И нели некој ќе каже, ама со возраста, ама ваката, нема. 120 со 80. Чекайте, баш тоа ме интересира. Нема ли врска со тежината или големината? Нема. Значи, и луѓе од 60 кила и луѓе од 120 кила треба да имаат притисок 120 со 80. Постои втора категорија, која што е терапевтски препорачена ниво. Ама тоа лекарот ќе го одлучи. Во смисол, например, ако ги гледаме објективните состојби кај пациентот и знаеме дека не може да стаса 120 со 80, тогаш може некој компромис медицински да направиме 130 со нешто. Меѓутоа, тоа веќе носи ризици. Има ли одредена доба кога е многу покарактеристична хипертензија? За жал, во над 50-та година и во светот, и кај нас расте, но хипертензијата не е врзана природно со возраст. Што значи не е очекувано човек на 50, 60, 70 или 80 притисокот да му скокне. Туку тоа е само одраз на акумулација на одредени проблеми што се собрале во здравието, па скокнал притисокот. Инаку човек треба и на 90 да има 120 со 80. Добро. Ајде да придеме сега на овие бројки. Прво на бројките, а и да видиме кои се тие одредени проблеми заради кои скока притисокот, да кажеме дека повишениот притисок го сметаат за тивок убиец. Тоа му е името, silent killer или тивок убиец. Зошто настанува? Настанува како последица на едно нашите крвни садови, ако ги замислиме како црева, во смисол црево за вадење во градина, тие треба да бидат флексибилни. И се додека се флексибилни, нема проблем, крвта може да го понесат со себе зголемувањето на волуменот на крв ако се случи. Тоа е веќе физика, не е медицина. Меѓутоа, ако тие окрутат, ако почнат да стануваат покрути, го губат тој капацитет да го примат ударот на себе на покачен крвен. А зошто стануваат покрути? Што се случува? Храната пред се и пушењето. Тие се двете работи кои што може да ги направат покрути. Кај храната, ако има покачен холестерол подолг период, доаѓа до еден вид на калцификација, затврднување под А и под Б, се руши нивниот капацитет за лачење на азотен оксид, кој што им ја дава таа флексибилност. А тој се лачи во највнатрешниот, најнежниот слој на крвните садови, ендотело. Тоа е многу тенок слој. И ако јадеме, например, трансмасти, например, маргарини, например, пржено, или малце повеќе месо подготвено термички. Ете така, они има повеќе трансмасти. Трансмастите кои ќе влезат во крвта удираат на ендотелниот слој и го намалуваат капацитетот за азотен оксид кој што има улога да ги шири и да ги собира и стануваат крути. Крвните садови. Механизмот го објаснивме. Толку е. Но повторно ми говорите за во крајна линија фактори кои се резултат на животен стил. Јас се прашам, има ли медицински причини заради кои може биолошки да се појави хипертензија? Тоа се медицинските. Има еден мал процент од проблеми на бубрезите. Добро. Но генерално, населението кога збориме, знаете како, не дека јас го работам тоа, па го ставам централно. Тоа е централно во медицина. Обично вика ми се дигна сега ме изнервиравте и ми се дигна притисок. Како има врска тоа? Има, заради тоа се вклучуваат тука кој ќе се вклучи нервниот систем. Има симпатикус, парасимпатикус, без да одиме во тие детали, ги стега крвните садови и тој ефект на стегање де факто резултира со покачување на крвниот притисок.
Тоа е друг механизам. Меѓутоа тоа е моментален. Значи тоа од нервоза моментално ќе се покачи, но тоа не е вистинска хипертензија. Добро. Да се напием кафенце да ми падне притисокот? Може, ама има и други работи. Например, Значи, сакам да прашам овој тип на бабски, види, чајче, напи се кафенце, напи се Кока-кола, за тоа за шекер. Тоа беше некоја падната многу пат да крема. Има ли врска тоа? Има некои работи кои што може да помогнат, меѓутоа знаете како, ова бара многу сериозно земење. Значи, кога збориме за крвниот притисок, тој треба да се свати сериозно. Во Македонија не се сваќа сериозно, од следните причини. Прво, и вие имате, јас немам, третиот има. У смисол, пола од популацијата има. И кога е нешто толку проширено, не се плашиме. Под А. Под Б, знаеме дека има терапија. Се што можам да се напијам 2-3 јапчиња од себе, ќе се издрамни. И заради тоа го подценуваме. И трето, неговите последици не се гледаат веднаш, туку се со латенца, односно ќе се видат за 5, за 10, за 15. А човечката психа години. А човечката психа е таква да ако веднаш не ги види последиците од тоа што го греши, не може да ја свати. Дали е солта најголем проблем? Да. Солта е најголемиот проблем. Има милион препораки на Светска здравствена организација поврзани со тоа. Самото намалување на солта под 5 грама, искриена и нескриена. Оти сега солта, например, лебот е многу солен. Пример. И сега луѓето кои ќе им кажам дека лебот е солен, некогаш е кај солен кога го јадам ми е вкусен. Затоа е вкусен дека има сол внатре. Пробај леб без сол, па ќе видиш дали ќе ти биде вкусен. И кога таа сол цела ќе ја собереме и ќе ја ставиме во предвид, таа го расте волуменот на течноста во крвните садови и тие просто не можат да го издржат и притисокот оди нагоре. Значи солта е една од првите причини. Дали внесувањето на солта зависи од, да речеме, тежината на човекот? Да. Количеството наспроти, тоа сакам да кажам, дали има некоја скала на... Дали не треба воопшто да се јаде сол? Има ли солта позитивни? Не можеме да живееме без сол. Значи тука е под А, не можеме да живееме без сол. Под Б, во Македонија солта е јодирана, ние мора да ја зимаме, бидејќи тоа е речиси единствениот начин да зимаме сол, освен ако редовно не користиме морска храна. Значи, јодот е еден од главните начини солта да го земеме. Тоа значи до 5 грама. Што сакам да речем? Тоа не значи да биде блунтава храната која што ја јадеме. Меѓутоа, на крајот од готвењето, да се посипе малку сол колку да добие осет. Се, човек лично не може да каже оти со тек на време ние се навикнуваме и губиме осет. Тоа треба член на семејството да ни каже дали јадеме пресолена или помалку солена храна. И сега тука супругите доаѓаат и тоа станува веќе инцидент. Тука е веќе солена, тие не ми е солена храната, не, тоа веќе станува индивидуална субјективна дебата, но малку сол е секогаш подобро од повеќе сол. Знам дека звучи генерички, меѓутоа тоа е совет. Доктор Митов, бидејќи е толку распространето, тоа значи дека би требало и државата да има интерес околу следењето, контролирањето, ограничувањето на хипертензијата. Каква е врската помеѓу нас и државата во оваа смисла? Кај нас не би зел како пример, меѓутоа на запад извонредно многу се пази. Значи, дури до ограничување врз индустријата колку се става сол, па и во леп, па и во се нагласување да се стави тоа напред со големи букви. Ако не е солено, не ми е вкусно. Знам. Ама знаете како? Сега да јадам патлиџани со кромит без солца и рак, мислам. Ова само да ви го обяснам. Ќе се откажам од ракијата, нема од солта тешко. Да ви кажам зошто на нашето тело солта му е толку вкусна. Ако тргнеме сега во природата да бараме, сол ќе најдеме само покрај море, на други места ќе најдеме многу ретко. И нашиот вид за да преживеел илјадници години наназад, телото се навикнало што му осети солено да го јаде тоа. Значи ние сме врзани од внатре, поврзани да го бараме солта, а бубрезите пак се направени да ја штедат максимално. Заради тоа што солта била редок ресурс. Во последните 100-200 години не е така. Сега одеднаш солта ја има на претек, ама нашите бубрези се направени, они не знаат дека ја има многу, они уште ја штедат. Значи, и просто не ја пуштаат да излезе од телото. Не ја процесуираат. Не ја даваат. Значи, затоа натриумот, кога ќе дојде, нашето тело го стега и малку по малку го пушти. Голем дел од лековите на тој начин делуваат. Го тераат со сила бубрегот да го изфрли. Иначе нашето тело уште... Тука е проблемот. Што прави државата? Да се навратиме, ве прашав, државата треба дислоцирав на ракија. Државата треба да едуцира. Значи нема тука што. Државата треба само да едуцира, оти во оваа област едукацијата е најбитна. Значи нема тука што друго. Тука е вака
делува, нели, како да речеме, тука кампањи требаат. Добро, за крај, сепак, има доволно, да кажем, ефикасни лекарства? Има, тука нема збор. Значи, Тие не се ни скапи. не се ни скапи, Јас да. користам нешто од тие, па затоа. Океј, да, не, нема проблем. Значи, таа терапија си е официјална терапија, треба да се зема, нема нели, ако се даде терапија таква, треба да се зема додека лекарот не ја исклучи. Не, не се чувствам лошо, ја пијам, утре подобар сум, не ја Да, пијам. тоа ми го, иако јас баш така се однесам. Јас пијам некои минимални дози на пирамил, еве се, и да кажем, и Океј, така, да. и onda заборавам месец, два. Ама ќе ве па кара викам, ајде, па не одам на кардиологот. лекар, па да лекар си се чувам ја, па ми дига притисок, Дека видим, стрес ми прави. Стрес ми прави. Што ќе одам да. Не, треба да се зема редовно, меѓутоа пак ќе речем, не дека јас го работам тоа. Начинот на живот тука е пресуден. Оти болестите можеме да ги делиме во категории. Во таа прва категорија каде што начинот на живот е пресуден, хипертензијата тука спаѓа. Исто и предиабет, и диабет, и дислипидемии, тука нема друго. Тука е што јаде човек, значи тука е тешкиот пат. Жалам. Доктор Александар Митов, ќе ве споиме ние со овој Славче од временска прогноза. Само Кој дава вака малку, времето ќе се расипе. Неверојатно. Добро е, ќе дојде пролет. Мислам дека беше добро да поразговараме за хипертензијата, бидејќи навистина и често ја забораваме. Ја Бидејќи забораваме. толку распространета, се третира ај малце. Ја забораваме, а тоа е една и- од централните теми. Така е. За жал. Благодарам доктор Александар Митов, како и секоја среда, а сега тоа го правиме со прескок на една среда Да. и така, имавме една убава, да кажем, здравствена лекција за тоа што треба да правиме да си го сочуваме здравјето.